6 август 2016. Силни дождови. Во Скопско истури. 23 мртви. Илјадници луѓе претрпеа милионски штети. Прва мерка која ја усвои владата е обезбедување на 100% обештетување на граѓаните од кризните региони за штетите предизвикани од поплавите. 3 месеци потоа, исплатата на оштетата е далеку од завршена. Ништо, ни динар, еве очи ги имам две. Да ги однемам, значи динар, а све ветил. Не сме добиле ништо. Помина некоја комисија да утврди штета? Не, први сте ви. Може поминале сами да виделе, а нас не се не викале. Јас сум све дома со детево. Што се случи со ветените пари? Владата вети 30.000 денари аванс за секое семејство и целосно обештетување. Црвениот крст 15.000 денари. Некои добија по нешто, но значаен дел се уште се со празни банкарски сметки. Случајно или намерно, заборавени се цели улици. Ова е улицата број 35 во село Стајковци, можеби единствената улица по која луѓето чии имоти настрадаа во поплавите не добија ниту денар помош, иако државата им го вети тоа. 70-годишната Иконија Илиевска ги преживеа поплавите, борејќи се сама со надојдената вода. Борбата за екзистенција и сега ја турка на свој грб, револтирана што се уште не добила пари да ја покрие материјалната штета. Кој дојде да помогне? Тоа ме интересира, а не тражи од никога ништо. Како сам си живеала до сега си живу и од сега? Жал ми е само што сам изгубила моето. Не ми треба мене ничио, ништо, ali треба да се сватимо како људи. Ми сме во оваа држава придонес доносимо. Сите, така ли е? Дали ме сваќате добро? Од мене е толико. Помош нема ниту за нејзината соседка која живее на влезот на улицата. Пријавила штети за земјоделско земјиште кое го работи под закуп, но комисијата не поминала да направи проценка. За ова што сме пријавиле, има само плацови пријавени. Фолиите, патлиџани што имавне, 3 фолии големи овде и 2 позади. Ова не е под Кирија, а тоа е позади наш. Не сме добиле ништо. Хаотично. Ова е најточниот опис за состојбата со исплатата на ветената одштета. 360 степени, тропта на многу врати, разговаравме со многу жители, а приказните се различни. Десанка непријатно се изненадила кога дознала дека некој друг се пријавил на нејзината адреса за да добие обештетување. Тие дојдова еден вечер. Рекна, тетке ми бемо кај тебе. Ја рекна, ја не сум пријавила. Тоа после тражила, вика, па имаше те, вика, кај ме имало, вика, ја не сум пријавена. Не сум се уопште напријавувала. Толку беше и рекна грешка и си отидов. Кој си има пријавено место вас? Па не знам, тој го тражала исто број. Тај Десподовска деса некоја. Ни партиската помош на ВМРО ДПМН не стигнала секаде. Конкретно не добив. Јас конкретно. Јас изборувам само за себе, ама знам многу луѓе во селото кои што не добија по 3000 денара таа од ВМРО што рекоа. Но стигнавме до документи што покажуваат дека некои семејства добиле двојна сума, 2 пати по 3000 денари. Ни на Драголјуб не му излегува математиката, се чуди како Црвениот крст ја намали ветената помош за толку пари, колку што изнесува донацијата од ВМРО ДПМН. Тоа баш чудо, не само на мене, у автобус зборат луѓето што у автобус тука у банка што чекаме пари да земе. Како може, вика, сега 250 евра се збори на телевизија, а ни дават, вика, 13.000 и плюс, вика, после дават 3.000 денара. Тоа чудо, сите тука што беме едноставно и што подига пари се чуда. Како може, вика, ова е донација, вика, не смее тие пари, вика, да се одбијат, вика. По трагите на оваа дилема, прашавме во ВМРО ДПМН колку точно пари собрала партијата и на колку семејства им се распределени. Одговори не добивме. И тоа го правевме на вистина од
Првиот човек на Црвен крст, Саид Саити, тврди дека нема никаква поврзаност на парите од организацијата со оние од владеачката партија. Намалувањето на првично ветената сума ја правда со законската обврска за плаќање 10% персонален данок. Дали е случаен моментот што кога Црвениот крст првично најави дека ќе дава по 250 евра, после сумата се стигна на 210, а во истиот тој момент владеачката ВМРО ДПМН одлучи дека еве ќе им донира по 50 евра на граѓаните. Прво не знам дека донираат по 50 евра, верувајте, не знам зашто се работи, стварно не сум во тек. Значи, уште еднаш повторувам дека средствата кои ние ги исплаќаме на граѓаните се исклучиво сооднос на собрани пари и број на семејства. Така да, уште еднаш повторувам, во тој момент кога ги дававме тие изјави, се водевме од дневните приливи, од дневните проценки што ги имавме ние како Црвен крст и како комисија околу тоа како се движи бројот на семејствата. При конечното утврдување на бројот на страданите семејства и конечниот прилив на средства се застана на бројката за која зборуваме. Значи, апсолутно нема никаков однос и релација со тоа што вие го зборувате. Пред воопшто во јавноста да стане збор за парична помош за поплавените, атмосферата на терен се вжешти со обвинувања за селективно делење хуманитарни пакети, апарати и бела техника. Која распределува помошта? Па, едни дечки од тука од кај нас населено место, али оние тешко доаѓаат тие работи кај оние што се поплавени. Тешко, неверојатно да стигнат. Тие завршуваат може и на пазар. Најчесто споменуваното име меѓу оние што ја насочуваат помошта за стајковци е Тони Бојчевски, познат како Тони Шајка, близок до владеачката партија. Он исклучиво ги зима све тие пари, двајца се тука. И ги зима тие што треба донација што доаѓаат. Кога ќе дојде донација, ја враќа назад, кога ќе ја подели он, а он ја истовара у магазини. Има си наредба, нивни тамо се договарат со нивните ВМРО и си ги истоварат у магазини. И додека Драголјуб пред камерата ни објаснуваше дека и малите врнежи се уште го затнуваат каналот покрај дворот, кај неговата куќа застана екипа на водовод и канализација во придружба токму на посочениот Тони Шајка. Тој отфрла дека има селективност при делењето на помошта. Значи, ние сме на група ентузијасти од местна заедница што се луѓе што има, нив ги поздравувам. Значи, што во секое време излегуваме на терен за да помогнеме. Немаме потреба од селективно на некого да му даваме или да насочуваме, затоа што прва работа немаме, како да ви кажам, немаме потреба од тоа, имаме еден куп пријатели. Самите вработени од тие фирми идат, даваат 10 луѓе список, фирмата негова доаѓа и им дели на тие 10 луѓе. Значи, тоа не можеш да го спречиш. Може би треба да има закон за тоа, може и има. Ние не го знаеме тоа, околу хуманитарна помош стварно не сум запознаен. Значи, имаше такви неколку случаи. И додека некој добил по повеќе апарати за домакинство, некој ги купува од свој джеп, бидејќи обештетувањето оди бавно и селективно. Тоа го покажува и извештајот на Министерството за финансии. Исплатени се само 8 од проценетите 36 милиони евра штета. И оние што добиле, како ова семејство, исто како да не добиле, и понатаму спијат во една соба, а на ручек се собираат во гаражата. Од штетата од 2000 евра не е ни одблиску доволна за да им го врати нормалниот живот.